Почитувам господине Милошовски, вие напоменавте дека предмет на градење на заедништвото е користењето на јазик кој што ќе обединува. Истовремено ќе посетам дека упорно веќе изминативе неколку месеци сме подвргнати на потребата од инклузивноста и потребата од водење на дебата. Токму ние тоа овде во ова собрание го правиме, меѓутоа дебата од другата страна нема. Не би сакал да се сведе ова на монолог, меѓутоа и ова говорење што е од наша страна, тоа би требало да допре до свеста на пратениците од мнозинството дека некои работи кои што се предложени од страна на владата не се во ред. Патем да кажем, прво не е во ред ни дописот кој што е доставен од владата до собранието, ни самиот вовед, како што претходно напоменав, и образложението на законот за потребите од неговото донесување. По тој основ и предлогот за гласање за потребата е сосема несоодветен со оглед на тоа што немаме документ кој што е сериозен, за кој што треба да се дискутира, но да дискутираме за лошата намера и за последиците кои што ќе произлезат од законското решение, тоа секако да. Ќе се согласиме дека законот ниту е уставен, ниту е во согласно со рамковниот договор, ниту е пак деловнички. Еве повторно ќе го напоменам дописот од страна на владата во кој што таа му наложува на собранието во кои комисии да се разгледува предложеното законско решение, што никогаш досега се нема случајно. Единствено што ова законско решение го има, тоа е поддршката од веќе немото мнозинство кое што е овде во собранието. Но сакам да кажам дека само со овој предлог ќе предизвика еден историски дисконтинуитет за кој што пратениците на Социјалдемократскиот сојуз треба да бидат свесни дека тие го имаат предизвикано. И тоа нема да биде по прв пат. Ова веројатно е 4-5 пат. Но затоа во изминатиот ден се забранети, односно попречени одржувањето на 17 референдуми како врв на демократијата во било која земја, а денес е вперен пиштол во глава и на еден кандидат за градоначалник од редовите на коалицијата за подобра Македонија. За таа ли демократија се бориме? За тој или живот во Македонија говориме? За што говориме? Значи, во оваа ситуација треба да зборуваме за интересите на македонските граѓани и на македонската држава. Најмалку е тоа во предложеното законско решение за користење на јазиците. Благодарам.